Добра ви вечер. Денешната тема ќе ни биде Скопска Црна Гора. Мислам дека многу малце е позната кај обичните граѓани и токму затоа е мојот гостин вечерва тука. Те молам, представи ни се и кажи ни име и презиме и што е твоето занимање. Добро вечер, благодарам за поканата во емисија. Воедно поздрав до сите гледачи на Вистел телевизија. Јас сум Дејан Велјанов, планинар рекреативец, член на Сдруженијето за рекреација у убавините на Скопска Црна Гора. Каде што главна цел ни е представување на убавините на Скопска Црна Гора. Колку Скопска Црна Гора е позната на скопјаните? Па со своето присуство, за жал, може и помалку, бидејќи мада полека почнуваат да ја учат. Скопска Црна Гора е средно висока планина, има интересни моменти, пива подножјето на Скопска Црна Гора и па исто и доста терен за искачување. Доста манастири и цркви. Да. Села кои се сочувани својата стара архитектура. Так. Кажи ми, дали доволно или на кој начин треба да биде презентирано за да најма малце повеќе за Скопска Црна Гора. Мене, кој ќе кажам Скопска Црна Гора, прва асоциација ми е Стојко, кој е еден од преживеаните на Титаника, на кој за жал немаме ама баш ништо во однос на тоа да се сеќаваме на тој човек. Так, па треба да имаме заедничка стратегија меѓу повеќето институции, пред се општините, Министерството за поддршка и развој на рурален туризам, певи ние како Сдружени за рекреација преку Федерацијата за планинарски спортови, ја промовираме Скопска Црна Гора колку што можеме. Колку туристички е искористена или за да има добра приказна, таа може да привлече туристи и да тоа биде некоја добра туристичка дестинација. Колку е тоа искористено како такво за кога зборуваме за Скопска Црна Гора? Мислам по мои сознанија дека тоа е многу малце познато и дека едноставно никој не води сметка дека треба да се направат, тие приказни постојат, не се нешто измислено или што, за да луѓето се заинтересираат и дојдат. Стојко, пак ќе се вратам на него, е од Чучер Сандево, така? Так. Едноставно, доволно добра приказна за мене да привлечеш и наши и странски туристи. Па е, благодарение на социјалните мрежи, во Википедија има информации за секој село, број на жители, што може да се види. Так, културни знаменитости, верски исто објекти. Празници има доста собирања. Да. Секој село си има посебен празник кој што го празнува. Да. Дали, освен планинари, доаѓаат некои други луѓе во Скопска Црна Гора? Се појава последно време. Има и манастирски туризам со посета на манастирите, да речем, тука е Свети Никита, кој е доста стара градба во византијски стил, кој е изградена уште во 13 век. Ти у исто време градено со Жеглиговски манастир над Матече и манастирот Свети Ѓорѓе, мислам, во Старо Негориче. Да. Дали постои некоја од агенциите туристички која е заинтересирана, да речеме, да соработува со вас, со вашето друштво, да едноставно ги носите туристите по тие патеки? Има доста патеки кои се одработени. Так. Па првиот чекор го направен уште 2015 година преку агенција, тогаш сегашното министерство, тогаш беше агенција за поддршка и развој на рурален туризам. Преку проект се направи 15 маркирани
патеки, сега има уште неколку додадени други, вкупно се околу 20. За водење треба да се има лиценца за водење, или па да ги кажеме Едноставно да им бидете придружник, Так, не е доволно так. само да е маркирана стазата. Јасно. Некој треба да ја каже приказната за околината и тоа Так, што е так. интересно таму. Дали мене ми е многу жал кога зборувам, се иритирам бидејќи навистина е место кое заслужува да биде многу повеќе посетено, има многу причини да тоа се направи, ама едноставно е сведено на тоа да случајно е некој заинтересиран па да стапи у контакт со вас. Таа приказна не е доволно искористена и мислам дека едноставно треба многу повеќе да се вложи во тоа. Дали тоа ќе го прави Министерството за култура сега и туризам, бидејќи има и културни и туристички вредности, или пак Агенцијата за промоција која на некој начин сега се приклучи кон нив, па не знам која е варијантата на сето тоа, меѓутоа таа заслужува и да биде представена на саемите. Јас работев една книга за Скопје и скопска околија и дел од тие стази, тие првите 15-тина ги има вставено во таа книга со намера дека тоа ќе заживее. Мислам дека не успеа. Так. Па еве, ние како младо здружение веќе постоиме 3-та година. По самиот почеток целта не беше промоција на убавините на Скопска Црна Гора и затоа под самиот почеток упативни апел за посета на секој почетник планинар без многу големо искуство. Се не мора да се искачи до највисоката точка на Скопска Црна Гора, големо рамно кој е на 1653 метри надморска висина. Него доволно е да почне со подножието на Скопска Црна Гора, кај што има интересни патеки за движење, кај што ќе се видат и други културни вредности. И воедно и во самата рекреација би уживали. Колку имате подршка од општините таму? Па за жал се сосема мала соработка, имаме мал контакт со општината, но со општините кои гравитират на Скопска Црна Гора, под скопска страна има 3 општини. Тоа е најголем дел опфаќа општина Чучар Сандево, општина Бутел и општина Газибава. И мал дел од општина Рачиново. Би требало тие во своите програми за делот од туризам да ја имаат рекламата за Скопска Црна Понатаму ќе Гора. гледаме да имаме соработка што повише со нив. Ние сме на терен, секогаш ги одржуваме патеките кои се маркирани, пошто тебе поголем дел се во шумски појас и тој терен бара редовно одржување. Не само редовно одржување, бара и пари за тоа. И па тоа е, затоа на годишно ниво се пили по, да речеме, преку Федерација за планинарски спортови, постои комисија за маркирање патеки, преку нив и Агенцијава за поддршка и развој на рурален туризам, по барање на општинава треба да се побарат средства за одржување на некоја патека. Сега дали ние ко планинарски клуб или друго физичко или правно лице би прифатил одговорност од договор од неколку години да ја одржува таа патека. Да, не е само маркирање, него и Так, одржување так. на целата патека. Тоа е доброволно, така? Јасно. Одржувањето. Така, да се има волонтерски све. Соработката со другите планинарски друштва во Македонија и вон Македонија, каква е во однос на тоа, на посетеност на Скопска Црна Гора? Па, бидејќи Скопска Црна Гора е средно висока планина, па, да речеме, имаме соработка со сите планинарски клубови од Македонија, како што учествуваме ние на нивни акции, така и тие доаѓаат на наши. Имаме поише акции во текот на целата година, по почеток на пролет, кога вегетира мечкиниот лук Сремуш, тогаш имаме главен централен настан со собирање на мечкиниот лук Сремуш и воедно и рекреативно движење.
А исто и За остатокот. оние кои не знаат, кажи нешто повеќе за стремушот. Мечкиниот лук стремуш вегетира на почеток на пролет, некојаш и во зимски услови. Во снег се случувало да се поела. Тоа иначе, мечкиниот лук, тој е див лук. Мечкин лук е наречен пошто прво мечките го користат при самото будење на мечките од зимската хибернација. Веднаш чим се буди мечката, го бара дивиот лук, да, стремушот. Јаде, прво тоа јаде, тој е како стимуланс. Има доста мечки? Не, има, да, тоа јеле до траги. Не има, сега, последна беше година во мај месец, кога видов кој измери стапка, две мои тупаници беше. Значи голем. Да, среќаш ти имаме соработки со ловчиските Има, друштва. јас пред едно 10 години соработував со една екипа која носеше странци да видат мечки. Дека во делот на... За жал, мислам дека не заживеа тоа како туристичка тура. И знам дека бевме во Маврово да гледаме каде има и како може да се направи таа туристичка тура. Веројатно и начинот на, освен мечки, што има од дивиот свет? Тоа е лисици, зајци, кои други вид на јазовец. Диви, да, се сеќам баш на средина на патека, бев на испитување на терен, ми се појава две куни беа, да. Диви свињи. На некој начин и тоа е не само планинарење, него и тоа што може да се види дивиот свет е нешто што е привлечно за туристите и за луѓето кои сакаат тоа да го видат. И си имал можност да видиш во живо мечка? Па мечка не. Таа, пошто кажува дека иако е голема, претежно кај нас вегетираат кафеавите мечки. Да. Тие се опасни, не се толку агресивни како црните гризли или белите поларни мечки. И кажува дека чим осетат присуство на човек или на друго животно, повично се оддалечуваат. Ептен ако е во опасност, па тогаш да нападне. Еве, јас неколку пати сум дошол до свеж измет на мечка кај што се уште чурел, пали среќа сум имал што не ме нападнал. Мада највише се опасни кога се со мали. Да ги бранат мали. Да, кога беше пред 2 години ги видов неудалечина, баш пролетен месец на враќање од Царева чешма, кај што собираме мечки лук стремуш. Ние видовме преку еден риб, тоа се мало рамно, тука најверојатно постојувала, баш после тоа некои планинари поминали низ тој дел се осеќало мирис нова. Одначи, оддалечина ги приметуваме со двоглед и свиревне малку ги провоцираме големата мечка, веднаш се крена на 2 нозе, да го извиди теренот, да види да не во опасност таа и малите. Тоа е доживување кое ретко кој има можност да го доживее, меѓутоа она што е дел од таа планина е дека таа е жива, дека е тој жив свет се уште обстанува без некои поголеми проблеми. Дали на начинот кој тие 15 речи сега околу 20 пати има, дека освен тоа пешачење е наведено дека може такво некое животно да се сретне и да едноставно уживаат во природа, во живо со живиот свет. Освен живиот, предпоставувам дека има и добра флора и фауна која е можеби ретка и ретко ја има. Јас соработував со Јасен и најголем дел од гостите кои ми доаѓаат, туристите, има можност да видат растенија и животни кои ги нема на друго место, него тука ги има само. И тоа е дел од нешто што е единствено како понуда за да може туристот да ужива во тие природни амбиенти. Па има поише видови на билки и растенија, има, да речем, на врвот Муратица,
Обично таму вегетира тој полски ранилис, бетоника официјаналис. И таа е билка која помага против секоја јака главолка. И обично не вегетира сегде. Па ете таму има друг, да речеме, другиот дел на Скопска околу Бањани вегетира црвен глок, малку поној покрупен глок од обичниот. Го немат на секој дел од планинава, само Значи, претежно сепак таму. има и нешто што е природно и може да се види само тука Так, или да так. речеме ретко на друго место дека Да, може да да се. речем мечкиниот лук го нема, тој е само кај што има повлажен дел, левата страна на Скопска Црна Гора. Еве со еколошки акции пробуваме пред се поради животни, да рече, у исти ден сме нашли траги и Бањани кај што е лева страна на Скопска и скроз на кај Влаин гроб, што е десна страна на Скопска Црна Гора. А десната страна, пошто има доста потопло струјање, таму не вегетира и со еколошка акција при собирање на мечкиниот лук гледаме да го пресадиме на места каде што не вегетира. Дали сте размислувале и на некои табли на кои ќе биде напишано дека, да речеме, такво ретко растение го има тука и дека може да Па го да, тоа да речеме понатаму со работка со Агенција за поддршка и развој на Мислам дека и туризам. природно-научен музеј исто е. Да, и други институции. Има добра соработка со нив, може да се направи. Так. Јас долги години работев матка, и моја замисла или моја желба беше, не успеав да го направам тоа, да се направи музеј на пеперутки. Македонија има многу видови од цела Европа има некаде околу 400, Македонија има околу 200 дневни пеперутки, Так. кои може да се видат на, да речеме, и некои примероци кои само ги има тука. Предпоставувам дека има и таму пеперутки, дека може да се видат. Цело време, да. Дека е нешто што може да биде дел од таа прошетка во тие времиња. Кажи ми како е зимно време искористена Скопска Црна Гора? И па движиме зависи од тоа, пошто зимски период петерно тогаш Има трае. многу снег. Па им Во однос на, да речеме, во град или било... Па да речеме добро, сега деснава страна од по врвовите ќе почнеме од Ѓафа до Човек така минимално, иако човек е на 1402 метри, знае да има ветар и сите тие работи кои се познати во зимски услови, но да речеме нема толку гова, веќе левиот дел на Скопска Црна Гора према Голем Свински камен, Пупљак, Големо рано и све до Карачука Бањашница, тоа е многу повлажен дел. И се очекува кај што не може да се не очекуваат доста сурови услови. Кажи ми колку општините се заинтересирани за развој на туризам на тој дел? Има ли планинарски домови? Па нема на Скопска, еве, само Спиро Колива што функционира и тоа е изградено од планинарски клуб Скопска Црна Гора. Значи тоа, па друго е кога би го водел еснав човек. Сепак ние како планинари, рекреативци сме... Да, од време на време. Да. Моментални ловечки куќи во подножјето на Скопска ги користиме црквите. Секој, да речем, има трпезари, тие засолништа. Па на повисоко нема соработка со ловечки куќи. Колку е ловот застапен на Скопска? Па има од октомври до февруар си активен, од Тарачиново до Блаце цело време. Затоа внимаваме. Дали доаѓаат ловечки друштва или доаѓаат и туристи кои се заинтересирани за лов? Не, претежно матичниот ловечки клуб што е тука од Скопска околина. Нема некој лова сега, тоа е поише резерват, тие работи, национални паркови, па таму да има толку застапеност на животни. Навистина ми е
жал, да кажам, тоа е еден прекасен предел, заслужува многу повеќе. Те прашав за општините, колку се заинтересирани за развој на туризмот. По мене треба да има една стратегија во која во било кои услови, дали е тоа пролет, лето или зима, би имале програми кои би биле и за обичен граѓанин интересни, а и за туристички групи кои би ги воделе, да речеме, туристички агенции, со тоа што знаат што ги чека таму и што може да се види. Колку мене познато, нема некои поразработени програми и едноставно агенциите не носат туристи таму. Па сега, тоа е, ние како планинарски клуб ќе ги подсетуваме самите општини. Секоја општина има одсек за туризам. Малку по малку соработуваме со нив. Имаме некоја соработка. Гледаме, имаме барање до нив да поддржат барем еден настан во текот на годината, бидејќи Скопска Црна Гора е голема како планина. Да. Фигурираат неколку општини. Фигурираат неколку општини, има доста манастири кои се доста интересни. Селата имаат можност за развој на туризам во смисла на тоа да се понуди храна која е таму достапна, да имаат некои своји специјалитети, веројатно ги имаат, да можат луѓето да ги пробаат. Да едноставно има, сега е во подем, странецот му е интересно да живее со луѓето од селото и да учествува во нивниот живот. Има проба, да речеме во село Раштак, има козарска фарма, таму се застава цела фамилија, мислам, семејство се дел од тој бизнис. Да, мене ми беше гостин тој. Да, пробува да развијат таков туризам, да. Тоа е убаво и мислам дека треба да се шири, меѓутоа пак ќе кажам, треба стратегија која на некој начин ќе ги насочи помладите да едноставно имаат можност да се развиваат и да тука живеат и да од тоа профитираат. Тоа е суштина туризмот. На некој начин нудат нешто што некаде го нема, а има можност луѓето кои се заинтересирани тоа да го доживеат, да едноставно го доживеат на еден убав начин. Така. Бидејќи било со доста шумски појас. Ќе земеме пример, иако се е Национален парк Шар-планина, таму жители на село према Лешница што иде, тоа беше Бозовце, таму имаше од самите селани кои што нудеа превоз со коњи, и слични такви услуги. Да. Тоа е исто нешто што може да се сретне во некој дел. На високогорство што се вид на шерпаси, тие вршат таа работа. Го има тоа како можност на Скопска Црна Гора. Пак ќе кажам, значи, мислам дека една соработка на градоначалниците од тие места со желба да тоа биде туристички потенцијал, е едноставно Министерство за култура еден добар разговор или една добра работилница на која ќе се упатат што треба и тие што се заинтересирани да најдат можност да тоа биде дел од нивниот живот, е нешто што по мене може. Пак ќе се вратам на Стојко. Тоа е прекрасна приказна, ја верувам дека ако таа е добро работена, дека ќе има многу туристи кои ќе видат. Ја предпоставувам дека има таму дел кај што живеел или ако не живеел да се направи дека тука живеел, да едноставно биде некоја спомен соба во која ќе може да се каже таа приказна, бидејќи тоа е на некој начин уникатна. Немаат многу држави можност да кажате тој човек беше на Титаник и остана жив. Значи е нешто што недоволно сме го искористиле и на некој начин не само што ќе го искористиме, него му одаваме и почит на човекот кој тоа успеал да го преживее. Јасно. Такви мали приказни може да направат многу, бидејќи тука е
спомен соба, тука ќе биде некој сувенир, тука ќе биде храна која може да биде карактеристична за тој крај и едноставно тоа да живее само од себе, да биде интересно за посета на луѓето кои во тој дел живеат. Кажи ми како планинари во смисла на одење на тие патеки, колку често го правите тоа и на каков начин? Секој викенд сме, но секој викенд иако пиеме како членови на Федерација за планинарски спортови и ние сме дел од големото семејство на ФПМСМ. Колку членови имате грубо? Околу 50-тина. И која возраст се тие? Па од 30 до 50-тина. Да. Добро, тоа е колку младите се заинтересирани да ве наследат на некој начин, да кажеме, да. Па има интерес, не да толку. Имаше случај така во Виниче, значи дете од тука родом, кој дојде со нас на патека горе према Муратица преку Студено, се чудеше зар нашиот крај го има ова. Се уште неупатено. Дефинитивно е тоа така. Школите не прават многу. Дали соработувате со школите во смисла на тоа дека... Тоа си има регулатива. Ја да речеме, се уште неам лиценца за водење, па си бара строга регулатива. Мора да се положат тие. Да. На начинот на младите да се привлечат, да се одвојат од компјутери, од мобилни телефони, по мене е многу битен и во тие средни, па дури и основни училишта, да се има по некое предавање или некоја можност да отидат на некоја полесна стаза, за да може да видат што тоа значи. Па во соработка, да. Ќе гледаме понатаму во соработка на општинско ниво или со самите училишта, да го привлечеме тоа внимание. Во тој предел има училишта, може да се поврзат со школите, да тоа биде некоја работилница или нешто, во која ќе научат што значи да се живее у град, што значи да се живее таму. Низ разговори, низ тие работилници, секако би било и за едните и за другите интересно тоа. Верувам дека нити тие што се во град се свесни што значи да живееш таму, нити пак тие што живеат таму што значи и кои се предностите на едното или другото. Така. И на таков начин мислам дека може да се развие љубовта кон планинарењето и кон одењето. Тоа не се некои напорни стази. Скопска Црна Гора не е баш толку... Па да, сепак зависи. Има и за активни тури. Дефинитивно. Да речем, Срчко Спиро, под кого е научи Скопска Црна Гора, веќе се дел од маркираните патеки, има долги од 17 до 20 километри. Сега затоа гледаме се поделимо две групи, една побрза и една поспора група, и кај на крај сите би биле задоволни. Ве контактираат ли од страна вас како планинарско друштво, да речеме, за да отидете по некој од стазите? Па да, благодарение сега на социјалните мрежи, секогаш има, да речеме, имаме можност да пишеме објава и на таа објава се пријавуваат заинтересирани по секогаш се пишал детално во описот што е потребно за каква опрема е потребно при движење по патека во зависност од годишното време. Дали се тоа целодневни или повеќе дневни? Па повеќето се целодневни, пошто Скопска Црна Гора е многу поголема од Водно и кога би се решиле за една таква тура, без разлика дали во зимски или во летен период, во зимскиот период во интерес на сите почнуваме малку покасно, пошто е краток денот, да рече рано се уште касно се разденува, рано се стемнува. Сепак, па и целодневно треба да го потрошат цел ден, да го искористат, да го планираат дека ќе бидат на планина.
Не е ова како кратка прошетка на водно, па за неколку сати ќе се вратиме дома. Да. Него скоро целодневна тура. Во тие прошетки има можност и на посета на манастири, така? Да. Имаме неколку манастирски патеки. Кои почнуваат околу Бањани, другата е од Бањани до Побожје, третата е од Побожје до Љубанци и така натаму. Има можност да се поврзуваат повеќето Што би патеки. им препорачале на скопјаните за Скопска Црна Па Гора? е, слободно, поставејќи во Скопскиот дел према водно, да речеме од полициска станица или од Кочураци, кои се искачува до Крстовар, Да. дека сосема се подготвени за подолги тури, може да дојдат и на Скопска Црна Гора, само што ќе треба да го одвојат целиот ден за тоа. Да го планираат дека цел ден Так. ќе потрошат. И ќе мора поише опрема претежно во зимски период, пошто Скопска Црна Гора многу посвежува. Еви на Крстовар ќе дојде на 1066 метри надморска висина, се осеќа некоја свежина, а не па повисоко. Веќе и Скопска. Овие жешкиве лета се посвежи таму, така? Да. По самото тоа поинтересни се за искористување на денот, ако ништо друго, ќе се освежиш Так. и ќе имаш можност и да видиш некои нови предели и да уживаш во тоа. Тоа е само што е институција последните 2 години поради суша забрануваат целосно движење, еве Дони Фапел, Да. барем Имате ли оваа година, имаше ли проблеми со пожар? па имаше Скопска, да, е претежно сега гореше на Кемуратица, од Никуштак прво почна, па потоа фати дел од Муратица, и на почеток на лето изгоре оној дел околу Давина Кула, околу Блаце тука негде се појави. Да, И скоро имаше Веќе. опасност да стигне и до Чурчар Сандел. да. Тоа е нешто што оваа година Мада не треба да се става целосен забрани, барем делумна забрана, кај што ќе биде забрането само ноќа, преку ден или да има контрола, да. гледам сега у неделата поминав покрај Муратица, одејќи кон Чегливовски манастир. Значи, претходниот ден горел, веќе утре дента поминале возила за противпожарни возила за гасење на пожар, кои да интервенираат понатаму, веќе тревата скоро и се обновила. Значи, ние газејќи тревата ќе обновиме. Да, Сега шумскиот појас не можеме. Тоа си во право. Дали користењето на тие патеки што повеќе се искористуваат на некој начин ќе направат да ни стане поблиска Скопска Црна Гора. Пак ќе повторам, мислам дека заслужува да биде многу повеќе посетена и да едноставно скопјаните знаат повеќе за Скопска Црна Гора и желба да ја посетат. Така. Пред се има свежина во летниот период и доста шумски плодови има. Да речеме додека се движиме, воедно и консумираме Свеж воздух. и свеж воздух и шумски плодови, капини, сега Да. капина, трнинка, зависи од кој период на година. Разни габи има, печурки се наоѓаат. Дали има манифестации кои се интересни во текот на годината, на кои има повеќе луѓе кои доаѓаат од другиве краеви? Ме потсети тоа сега кога кажа капини, едноставно како некој мини пазари на храна. Нема, се уште нема таков ова. Од културна ова само општина Чурчар Сандови функционира една ликовна колонија. Па прво има и мислам дека и општина Бутел. Па во општина Чурчар Сандово се одржува во Свети Никита, а во општина Бутел ја организираат во манастирот Свети Никола над Љубанци. И други. Штета. На таков начин
собирање на некои настани на кои може да се покаже што е во селото, заживува селото, заживува... Па има, Љуботен, да речеме, таму преовлада претежно се обработа бостан. Да. Лубеници, во Љубанци вегетираат поише костени. Сега, тоа што тоа е приватен имот, никош не сум идел ја свесно таму да собирам. Наводно сме собирали, али Љубанци, али Да, затоа и самите тоа може мештани да треба... отиде на таков еден Самите собир на кој ќе мештани, се да, купи да, да. тоа, не? Така. Развива можност да Јасно. комуникацијата меѓу жителите таму и тие што ќе дојдат како гости, Така, едноставно така. е Тоа е заживува. вид таката екзистенција. Не само екзистенција, него и дружење на Дружење, кое да. си свесен или веќе ако оваа година научиш дека костен има, таму до година ќе планираш пак да отидеш Така, да тоа го искористиш како можност. Инаку пуштаме се сами од себе да се одвива. Тоа е нешто што имаме агенција за промоција, имавме до сега, не знам како ќе функционира понатака, која не водеше сметка да речеме да оваа година планира да развојот на информации, на можности биде Скопска Црна Гора како тема и да таа биде и представувана на саеми вон Македонија, каде што може да научат луѓето дека таму има што да се види, дека треба да се планира, да може да се дојде. Едноставно, не знам како да го кажам, порано имаше Скопски саем на кој имаше некои манифестации како што е дел за туризам и имаше можност да се направи нешто повеќе од тоа. За жал не заживеа после тоа, од кога саемот се затвори, тие манифестации, меѓутоа не случајно се тие случуваат. Информација добиваш желба да тоа го посетиш и на некој начин да тоа се шири и да може да... Па ќе гледаме да имаме понатаму соработка со општини или со самата агенција за да биде тоа поактивно. Заслужува да биде. Да. Заслужува да биде и заслужува да на некој начин тоа функционира онака како што секаде во свет функционира. Кај нас едноставно е препуштено само на себе. Тоа е, за жал, нешто што не успеавме да го направиме, и токму овие емисии што ги правам се на некој начин да испромовираме нешто што е заборавено, а вреди да биде кажано и вреди да... Ја не знам дали си имал можност на некој од другиве телевизии да промовираш тоа што е во Скопска Црна Гора, меѓутоа мислам дека треба на таков начин да, ако ништо друго, се каже и да едноставно се привлече. Ја верувам дека после оваков еден разговор ќе ви се јават луѓе кои ќе сакаат да дојдат со вас на Скопска Црна Гора. Како е твоето искуство во однос на таа комуникација, вие планинари и луѓе кои може би не се планинари, ама имаат желба да дојдат да ја видат Скопска Црна Гора? Сега пиеме мал број, мал проблем, пошто е да речеме претежно, јас почленови, сите се понови и не ја познаваат толку Скопска Црна Гора. Ја, ко поранеше член на ПСК Скопска Црна Гора, и благодарение на Чичко Спиро, ја научив Скопска Црна Гора на памет. Од 2013 почнам да се движам таму и со него почнам да ги учам сите патеки, понатаму почнаме поголем дел да ги маркираме, па ги учев и сите тие пристапи што не се маркирани. И сега малку поновиве членови покажуваат, ама не толку интерес. Малку е проблем што цела одговорност чека на мене. Што е тоа интересното што може да се види во Скопска Црна Гора, на други места не може? Па, изобилот со бавина има на Скопска Црна Гора, поради самата влажност и вегетација, не ни треба поголема количина на вода. Доволно е со чаша да трнеш и на блиско време, на брзо, на многу кратко растојание имаш многу поише извори, питки извори.
при движење, при искачување на повисоките врвови. Тоа е во секој случај интересно и на некој начин кажува дека Сите планини си имаат убави, нали? Секоја си има своја. Скопска е позната и по свежината. Има во текот на целата година. Во зимски период, кога гледаме Скопје, правно како тепсија. Горе сонце пука. Некош и водно било, не сме го гледале од Скопска. и не само и овој смог кој го имаме за жал Да, е нешто што макар и на еден викенд е нешто што ти дава можност да дишеш свеж воздух и да сватиш колку е тоа убаво и на каде и во што живееме. За жал ние сме при крај, од режија ми кажуваат, кажи ми дали нешто што не сум те прашала, а мислиш дека треба да го кажеме за Скопска гора, Црна Гора? Па тоа е, се им кажеме, тим дајме порака да им на сите да ја посетат што повише Скопска Црна Гора. Бидејќи изобило. Има до таму и автобуски линии, така? Да. До секој село има редовни линии. Што на некој начин значи дека е пристапно, дека таму веќе кога ќе стигнат патеките може да се упатат да ги Јасно. Сепак, затоа предност е да се движиме во група за тие што не ги познаваат. Дефинитивно. Што не го познаваат теренот, добро да го испитаат. Пете имаат можност ке нас во јавна група на Facebook, убавините на Скопска Црна Гора, да видат дел од тие патеки. Секој го споделуваме сега. Не само да видат, него и да контактираат со вас за посета на... Пошто друго е групно движење во... Секако. Предност е ова, отколку сам да се движиш. Секако. Движењето сам и не е многу препорачливо. Јасно. Се знае каде може сам да се движиш. Јас на некој начин би ги поканила да ме контактираат и на Facebook страницата и на вашето планинарско друштво и се надевам дека на некој начин им дадовме малце повеќе информации и желба да дојдат да ја посетат Скопска Црна Гора, бидејќи таа навистина тоа го заслужува. Така, благодарам. Се надевам дека ви оставивме мисла за оние кои не биле никогаш на Скопска Црна Гора, дека ајде да размислат некој викенд да отидат да видат таа убавина. Тоа би било се за денеска. Јас се надевам дека уживавте во нашиот разговор. Да.